Во централниот дел на Македонија, на триаголникот помеѓу Велес, Штип и Неготино, се наоѓа подрачје кој личи на суво разбрането море. Ова е Македонската степа, една од најуникатните екосистеми во Македонија. Жолти, песокливи и голи ридови се наднисуваат над хоризонтот. Топлиот ветер подига ситна прашина во воздухот која мириса на железо и крв, од билениумските исталожени седименти. Почвата е сува, распукана и еродирана. Околу речиси не може се најде шума или барем едно стебло. Како да чекориме на место кое одамна живее во свој ритам. Ова е Македонската степа. Во повардарскиот дел на Македонија, централно поставено, во речиси совршен правоаголен триаголник, се простира Македонската степа. Со аглите поставен помеѓу Велес, ридот Богословец и сувите ридови на Неготино, ограничен од едната страна, со бреговите на реката Вардар, лежи едно од најретките подрачја на Балканот. Пресечено на пола по течението на реката Брегалница. Ова е степолико подрачје, но не е права степа и тоа поради повеќе причини. Бројот на степски видови на растенија што тука може да се сретнат е мал, а и тие имаат балканско-анатолиска дистрибуција. Климата не е степска, а некои делови се уште се наоѓаат под шума. Но поради сличноста што ова подрачје има со вистинските степи, ние тривијално нарекуваме Македонската степа. Овој предел само потсетува на вистинска степа, зашто тука наоѓаме бројни степски растенија и степска вегетација. Меѓутоа, нова подрачје не се развива вистинска степа, во која шумската вегетација не може да се развива заради климатски влијанија. Туку зборуваме за Македонска степа, како посебен предел кој настанал поради неповолни климатски прилики и повеќе вековното делување на човекот. Според модерната биогеографија, овој регион може да се нарече и псевдостепа. Тоа значува подрачје со вегетацијска формација која по својот изглед само потсетува на степа. Пред неколку милиони години, подрачјето на Македонската степа изгледало многу поралично од тоа денес. Тоа представувало дно на стар океан. Океанската вода била заменета со морска, а пак морската со езерска вода. А за ова сведочат голем број на фосили кои раскажуваат приказната за далечното геолошко минато на овој регион. Денес целото подрачје е суво. Површинска вода има многу малку, природни извори за вода и бунари уште помалку, а и во тие каде што ги има, водата е солена, горчлива и често валкана. Реката Брегалница е важен дел во приказната за Македонската степа. Западните делови од ова подрачје се именувани токму по неа, областа Долна Брегалница. Реката Брегалница представува главен символ на Македонската степа. Така како змија се пробива низ своето течение, се до вливот во реката Вардар. Ова река била причина ова подрачје првпат да биде населено и до денес та представува главен извор за населението кое ова степа го нарекува свој дом. Регионот бил многу населен во антиката и во првите периоди од средниот век, иако постојат голем број докази за живот уште од палеолитот. За ова време пејзажите драстично се променети, најчесто поради обешумување. Шумите се уништени и претворени во пасишта, што придонело за ерозија и развој на степска вегетација. Денес овој регион е напуштен и ретко населен. Македонската степа не учи за односот на човекот кон природата. Ова подрачје првно било покриено со шума, но таа шума веќе одамна нема. Дрвата се исечени, а со тие дрва се направени старите антички градови, како овде во Стоби. Тоа значи дека човекот ги управувал екосистемите и ги менувал многу пред индустриализацијата. Во поновата историја, Македонската степа била доминантно населена со турски племиња, кои пристигнале на ова подрачје со првите освојувања од Отоманската империја.
турците се иселиле и го напуштиле ова подрачје во периодот од Балканските војни па се до првата половина од минатиот век. Од овие турски населби денес останале само имињата на селата: Ќоселери, Ерџелија, Кадрифаково, Аџиматово, Бекирлија и Дорфулија. Во втората половина од 20 век ова подрачје повторно привремено заживува со доаѓањето на номадски сточари кои од високите планински предели од истокот на државата со својата стока презимуваат во овие предели. Регионите на Овче поле и Долна Брегалница денес се сметат за најслабо населени места во Македонија. Ова е Овче поле. Место кое што самото име налага, порано било познато по сточарството, особено овчарството. Но ова подрачје има и многу други природни вредности. Солените почви кои се наоѓаат тука се формирале со милиони годината ложење на морска и езерска солена вода и формирале услови за развој на растенија кои може да опстат во вакви услови. Многу солени. Во иднина се планира формална заштита на дел од македонската степа и тоа во два опфата: Парк на природа Овче поле и Споменик на природа Долна Брегалница. Поради природните вредности на овој дел од македонската степа се предлага просторот помеѓу селата Амзабегово, Ерџелија и Кадрифаково да се прогласи за парк на природа Овче поле. Ова подрачје ги опфаќа најзначајните солени почви во Македонија на кои се развива специфична халофитска вегетација. По пролетните и летни дождови на површината буквално се појавуваат петна со сол. Проблем за ова подрачје е што значајните делови се расфрлани низ голема површина на земјоделско земјиште. Ова е Долна Брегалница, срцето на македонската степа. Сувите, голи, песокливи ридови околу ни оставаат впечаток дека веќе не сме на Балканот. Но ова подрачје, иако изгледа сурово, тоа во себе вибрира со живот и биодиверзитет. Во камењата се наоѓаат фосили, под нив влекачи, а на небото е еден од најзагрозените видови на птици во Европа. Според разновидноста на видови и ретки загрозени екосистеми, истражувачите што работеле на овој регион, македонската степа нарекуваат бисер на природното наследство на Европа. Во последните години активно се работи на пополнување на мозаикот на природни вредности на подрачјето и негово идно прогласување како дел од најзначајните природни вредности на Европа по Натура 2000 програмата. Зоологот Боголјуб Стеревски е постојано активен на терен, истражува и мапира информации за ретките загрозени видови на влекачи и водоземци. Влекачите посакуваат такви места каде што има премногу камења и ова напуштено село, Јамуларци, е идеален дом нивни. Овој дел изобилува со така наречени панонски солени степи и солени почви, односно ливади на солени почви. Таков тип на хабитати се уникатни, бидејќи буквално на Балканскиот полуостров ги има само овдека. И во Овче поле. Овдека се зачувани во нивната изворна форма, заради тоа што имаме многу мало антропогено влијание. Влијанието на човекот е безмалку на најнизок степен. Уникатноста на овие растителни заедници прави да во себе да има уникатни видови на растенија, а приликите кои владеат на теренот, како што гледате, буквално наликува на една голема степа, каде што во поголемиот дел од период од годината нема премногу дожд, многу е суво, условува да има и специфични видови на растенија и на животни. Целта на денешните теренски истражувања беше да се утврдат видови кои се на анексот 2 на директивата за живеалишта, на Европската директива за живеалишта. Овие видови се битни затоа што овдека во ово подрачје работиме на проект кој се вика идентификација и селекција на предлог Натура 2000 подрачје. Имено се работи за процес кој во Европа е устоличен 92 година со оваа директива. Во рамките на оваа директива се посочени назнаките за да се формира
еколошка мрежа на заштитени подрачја во Европа. Секоја земја која е аспирант за влез во Европската Унија мора да ги воспостави тие Натура 2000 подрачја за да се приклучат кон мрежата на заштитени подрачја во Европа. Заштитата што треба да ја направиме во рамките на Натура 2000 мрежата е за овој регион многу битна, бидејќи Натура процесот пред се не е заштита која како што ја перцепираат луѓето дека тука не ќе може ништо да се направи. Спротивно на сето тоа, Натура 2000 е отворен процес и тој вели дека во заштита на природата луѓето треба активно да учествуваат. Во директивата се водело сметки за социоекономскиот статус на локалните заедници кои екзистираат во овој регион, па пред се ќе посочам дека Натура заштитата е условена од интеракцијата на луѓето кои екзистираат на ова подрачје. Оттаму е логото Натура 2000 за природата, за луѓето. Споменикот на природа Долна Брегалница се планира да го опфати подрачјето во долниот тек на реката Брегалница, низводно од напуштеното село Јамуларци, се до вливот на Брегалница во Вардар. Го вклучува ридот Богословец и околните ридови со степолика вегетација. Овој нов споменик на природа се карактеризира со исклучително богат биодиверзитет, како и фосилни остатоци со големо палеонтолошко значење. Ова е и Емералд подрачје, како и дом на многу видови кои се наоѓаат на националната и меѓународната црвена листа на загрозени видови. Освен за Долна Брегалница, се размислува и за унапредување на вегетацијата долж реката Брегалница. Рипариска или крајбрежна вегетација представуваат растенијата што живеат поред реката. Таа има повеќе функции. Го управува течењето на реката, го штити брегот од ерозија и ја чисти водата. После векови уништување на оваа вегетација, денес конечно се прават напори за зачувување на овие чувари на Брегалница. Според Националната стратегија за заштита на природата, солените почви во Овче поле, како и овие степолики подрачја, се сметаат за загрозени и ретки екосистеми на национално ниво. Секојаш кога ќе помислиме на македонската природа, помислуваме на високи планински масиви, чисти бистри езера, водопади. Но случајно нас држава се наоѓаат многу голем број на мали екосистеми кои имаат свое големо еколошко значење. Може нивната вредност да се мери во надморски височини или пак во постели годишно ниво, но те представуваат прибежишта за голем број загрозени видови и станишта. Од нив треба да научиме дека богатството на природата е во различноста.